Државниот авион како приватно такси, службената картичка како личен паричник. Ова се дел од тешките обвиненија против поранешниот директор на службата за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски. Според обвинението, Мирчевски со години ги користел државните привилегии за лични потреби. Летал со владиниот Лирџет 60, се гостел во хотели и ресторани на товар на државата, без оправдани службени причини. Обвинителството тврди и дека тој и неговата сопруга бесплатно користеле изнајмени возила од рентакар компанија, која во исто време добивала владини договори, што отвара сомнеш за можен судирни интереси. Со ваквото работење на Мирчевски, според обвинението, буџетот бил оштетен за околу 130.000 евра. Тој е обвинет за злоупотреба на службената положба и фалсификување службена исправа. Дали државните пари биле користени како личен буџет, ке треба да утврди судот. Обвинетиот во периодот од 3.7.2021 до март 2024 година го злоупотребил службеното својство како директор, ги пречекорил службените овластувања и без да постои основ за упатување на службен пат надвор од земјата, за себе и за повеќемина вработени во службата за општи и заеднички работи, подпишувал решенија и патни налози за патување. За приватни потреби и без да постои основ го користел владиниот авион Лирџет 60, а при патувањата од сметката на Созар се вршени плаќања по разни основи. Освен тоа, за хотелски и угостителски услуги обвинетиот неосновано користел средства од службената картичка издадена на негово име. На тој начин го оштетил буџетот на Созар за значителен вкупен износ од речиси 41.600 евра. Обвинителството отвара и уште едно прашање за пилотот кој го управувал владиниот авион. Тој не ги исполнувал безбедностите стандарди за летање со Лирџетот, но и натаму земал плата. Според обвинението, Мирчевски, иако знаел за тоа, не презал ништо и предизвикал штета од над 87.000 евра. Инаку, Пеце Мирчевски беше директор на Созара повеќе од 7 години. Извршуваше високи партиски функции, а го предводеше и Централниот одбор на СДСМ. Дека имало сериозни злоупотреби и недомаќинско работење во Созара, потврди и ревизорскиот извештај кој излезе во февруари годинава. Меѓу најголемите забелешки се набавките на возила од висока класа преку лизинг, без јасни правила и проценка дали тие навистина и биле потребни на државата. Ревизорите укажа и на проблеми со кадарот во институцијата, каде што имало голем број привремено ангажирани луѓе, што го доведувало во прашање квалитетот и континуитетот на работата на Созара.